Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, дека ни е честит овој голем ден и празник. За кого што можеме да кажеме дека е празник на мирот, во вистинската смисла на збор. Ако е точно дека мир може да даде само оној кој што го има, јасно е дека тоа важи за Христа Господа. Нашиот вистински мир, тој го има во изобилие и самиот тој во онтолошка смисла на зборот е мир. Се друго што ушите наши го слушаат, и не само во овој наш век, туку и во вековите пред овој век, и она што децата наши ќе го слушаат после овој наш век, од устата на многу луѓе и особено од устата на најсилните во светот. Тоа народски кажано е ветар во магла, бидејќи тие што мирот го ветуваат, мир немаат во себе си. Како можат да дадат нешто што не можат, што го немаат, да ни го дадат? Овој ден е ден во кој што сите ние треба едни со други да се измириме. Како? Така што ќе си простиме едни со други, вистински, не лицемерно, не фарисејски, свесни пред се за собствените гревови, за собствените падови, за собствените животни промашувања. А до таа свест доаѓа само човекот кој што се бави со себе си, а не со другите околу себе си. Само човекот кој што себе си се осудува и своите грешки и промашувања, а не туѓите. Тој има сила, има потреба, органска потреба, да побара прошка. А кога ќе му побараат да прости, со радост го дава проштевање. Како се случи сето тоа? Второто име на ова седмица е истерувањето на Адама и Ева, нашите првородители, прататкото наш Адам и прамајката наша Ева од рајот. Како се случи тоа? Така што тие кои што се на Бога му должат, а тоа што важи за Адама и за Ева, важи и за секој од нас посебно. Ако тие ништо свое нема, затоа што се што има од Бога им беше дадено, истото тоа важи и за нас. Еден владика, наш современик, вели: со што ќе се пофалам ако ништо свое нема? Заборавија дека животот и постоењето му го должат на Бога. Но го запаметија ветувањето Божие
дека за цел на нивниот живот го става обожувањето на човечката природа од рацете Божи создаден. Тоа што го запаметија, непријателот на животот вешто го искористи. Бидејќи прародителите беа ставени на пост со нејадење од плодовите на дрвото на познавање на доброто и злото. Дали тој пост што Бог им го наложи беше пост што вечно ќе траеше? Не, браќи и сестри. За да се хранат и со плодовите од тоа дрво, покрај плодовите од дрвото на животот, требаше да станат полнолетни, да созреат и да се оспособат за хранење со тврда храна. Замислете, новороденчето да го нахраните со чоколад. Што ќе се случи? Ќе умре, ќе го изгуби својот живот. А со што треба тоа да се храни? Со млекото од градата на својата мајка. Додека не одрасти и не се оспособи за посилна, потврда храна. Така и нашите првородители требаше да пораснат, да се стекнат со полнолетство, за да се хранат од плодовите забранети, зашто и тие плодови Господ за нив ги создаде, браќа и сестри. Знаејќи дека Адам и Ева копнеат час поскоро да ја постигнат целта од Бога предназначена, сатаната ги сочека, облечен во змиско тело. Им предложи сепак да земат од плодовите на тоа дрво, за веднаш по скратен пат да ја постигнат целта за да тоа што се создаде. И тие го послуша. Во истиот тој час, нашите првородители, своите лица, дотогаш свртени кон лицето Господње, со кого што водеа постојан, континуиран, неиспрекинат диалог, ги свртеа од кон Бога кон светот во кој што живеа. И почна не Бога да го обожуваат, туку творбата Божја. Не Творецот, туку творбата Божја. И на тој начин стана идолопоклоници. Јас можам да го употребам зборот први атеисти во историјата на човештвото. Бидејќи заветот со Бога склучен го прекршија, го прекинаа постот, Господ ги протера од рајските гради. Само што излегоа низ портите на рајот, надвор од него, Адам и Ева седнаа крај влезните порти во рај и горко го оплакува својот грев. А нивниот грев беше оттуѓувањето нивно, односно на човекот од Бога. Гревот на Адам и Ева не е нивен личен, приватен грев. Нивниот грев, бидејќи човек пред нив не постоеше, тие се првите луѓе. Нивниот грев е грев против природата на човекот. И затоа тој грев нивен е наследен грев.
од кој што се ослободуваме во денот кога се раѓаме за нов и духовен живот и за нов начин на постоење, кога поминуваме низ вода и биваме осенети од Духот Свет во денот на нашето крштевање. Ние пак сега, покрај наследениот грев на нашите првородители, се товариме со собствени, лични гревови. И тој товар воопшто не е малечен. Поради што се доведува во прашање нашиот живот, нашата иднина, судбата на човекот и судбата на светот. Затоа Светата Црква Божја човека го става на пост. Тоа е постот со кој што од утре почнувајќи ќе пост. Тој пост не е само телесен, браќа и сестри. Тој пост не е воздаџување од храна, не јадење. Нејадењето не е ни пост. Нејадењето може да се третира како еден вид терапија или кура за слабење. Со тоа нејадење современата медицина лечи известни болести на телото на човекот, а дебелите луѓе кои што не можат да се смислат себе си такви, го прифаќаат за да ослабат. Ефектите што постот ги дава на терапевски план и на планот на слабењето не се мали, огромни се. Ама главната цел на постот не е таа. Главната цел на постот е тоа што нашите првородители не успеа да го испостат. Послушноста кон Бога, браќи и сестри. Ние храната што ја јадеме, не ја мериме калории, колку калории сме внесле или не. Туку со тоа, дали го слушаме Господа или не. Ако не, треба тоа да се јаде затоа што Бог така ни заповедал. Други прашања се вишок, непотребни прашања. А последицата на послушноста кон Бога е огромна, голема, сеопфатна. И таа се одразува во сите домени, на сите планови од човечкото битисување. Денеска, почувајќи од утре, налик на Адама и Ева, нашите првородители, ќе седиме пред портите на рајот и ќе ги оплакуваме нашите гревови, браќа и сестри. И така, очистувајќи ја нашата природа. И рековме не само телото, зашто постот не е само телесен, туку тој е пред се духовен. Телесниот пост ќе трае 7 недели. Потоа ќе трае колку што трае Петровите пости. После Петровите ќе трае колку што Богородичните трае. После Богородичните ќе трае колку што трае Божичниот пост. А духовниот пост се пости 365 дена, браќа. Нема ден кога не се пости духов. Но потребно е целиот човек да пости. А човекот е трихотомно битие, трослојно битие, од 3 онтолошки катови создадено: тело, душа и дух. Во постите што почнуваат утре, на пост се става целиот наш човек. И во постот, браќи и сестри, нашата душа треба да стане
побела од белината на снегот и посветла од светлината на сонцето. И така очистени и подготвени да го прославиме денот на сите дни, празникот на сите празници, воскресението Христово, односно победата на животот над смрт. Ке може ли Господ да ни прости, ако не сме способни на нашиот ближен, на другиот, да му ги простиме сите гревови? Не, браќи и сестри, тоа го чувме од првите реченици на денешното евангелско четење. Само оној кој што има сили се на другиот да му прости, може да рачуна на тоа дека Бог пак нему се ќе му прости. И оној што не проштева ништо на другиот, од Бога нема да добие прошка за ништо во својот. Гледајте колку е тоа, колку сме сите во органска врска. Нема тука пазарна економија. Или трик како ќе го прелажеме Бога или ближни. Магија во тој живот нема. Место за магија не постои, браќи. Тоа е тој прекрасен богочовечки реализам за кој што се залагаат најсветите во црква. Потоа, токму тоа преправање Господ не го сака. Сега се пости, па како фарисеите, ќе истресиме малку пепел над косата, ќе го намрштиме лицето свое, за да ги увериме другите дека живееме во покајание. А всушност ти се случува духот на презвитеријанството. Еден вид на западно христијанство, кое што допушташе на улица да сме светци, а дома волци. Двојноста на животот, двојниот аршин, двојните критериуми, Светата црква не ги допушта. Ние треба да сме исти и дома, и во црква, и на улица, и во нашата работна организација. Исти. Еден човек, еден Стефан да е секаде, а не еден за дома, еден за црква, еден за на улица. И затоа Господ вели, немојте да се преправате, туку кога постите, немојте да го истакнувате постот свој, туку скријте го од очите на другите. Тогаш измијте се, со масло намачкајте ги косите ваши, за да не го видат вашиот пост, зашто не постите за луѓето, туку за Бога. Тоа е најважно, што треба да се знае. Не за луѓето, туку за Бога. И така, браќа и сестри, и добри на кога правиме. Правиме Бога ради, а не за да се прославиме себе си. Не за да го подигниме мислењето на другите за нас на некое повисоко, но лажно, невистинито ниво, нереално ниво. И така, браќи и сестри, живеејќи во постите да создаваме добри навики, ослободувајќи се од лошите навики. За да создадете лоша навика ви треба големо време. И за да се ослободите од лошата навика ви треба големо време. Ви треба големо време и кога создавате добри навики.
Рачунајте и на факторот време. Ама и на трудот, што долгорочно треба да го вложуваме. А не на кратки патеки, имајќи ги пред себе лажните, ѓаволски ветувања. Оние кои што личат на капката отров искапена во теглата мед. Медот, пред да биде искапен отровот, лекува и храни. Накапен со отров, истиот тој мед убива. Внимавајте, живееме во таков свет. Од нашите стари, баба ми ќе кажеше, лажов свет. И денеска, браќи и сестри, да се вратам на самиот почеток од денешната беседа, сите ние се собравме, свесни за се она што денеска го кажа. Имајќи една единствена намера, секој секому да му прости се. Секој секому да го прегрне и да ги каже тие прекрасни, лековити, чудотворни зборови: прости ми, брате, прости ми, сестро, заради Бога. Прости ми заради Бога. Истото тоа, секој од вас од другиот да го чуе, истите тие зборови од другиот упатени кон. И така да се случи таа преградка, не помеѓу двајца. Таа преградка е секогаш преградка помеѓу тројца. Јас, мојот ближен и Христос. Амин. За многу.